Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Возлюблені во Христа Бога, браті і сестри, Христос воскресе! Вістина воскресе! Христос воскресе! Вістина воскресе! Христос воскресе! Вістина воскресе! Радості донесе, браті і сестри. Денеска по четвъртата неделя после Светата Пасха Господня, Господ ни я носи пасхалната радост преку главниот евангелски юнак, разслабениот од денешното евангелско четиво. Станува збор за една чудесна личност, чий пример стои пред нас луѓето на овој век, кои што покрај тоа што ја загубиле љубовта и губејќи ја љубовта, кои изгубиле и трпението, и кроткоста, и смирението, се она што човека го краси, се она без што човекот човек не е. Сето тоа го наоѓаме во личноста на денешниот евангелски јунак. Името негово еден Господ го знае. Но ние го знаеме него преку неговиот животен случај. За него од евангелската перикопа, напишана од раката на светиот апостол и евангелист Лука, дознавме дека бил расслабен, хром, неподвижен и цели 38 години чекал во бањата Витезда, во бањата во која што од време на време слетувал ангел Божи и ги раздвижувал водите. И само првиот што ќе влезел во раздвижените води од бањата наоѓал исцелување, макар од која болест да боледува. Христос, знаејќи за случајот на овој прекрасен човек, дошол во бањата и му пристапил на тој човек и го прашал дали сака да се излекува. Да, Господ, воскликнал човекот од длабочината на својата душа. Но тешко ми е да дојдам до исцелението што во бањата Бог ни го дава, бидејќи секогаш кога ангелот ќе ја размати водата и кога ќе се обидам да се доближам до работот бањата за да се спуштам во водите, секогаш некој пред мене влегува во водите на бања. И тоа, браќа и сестри, му се случувало цели 38 години. И тој не губел надеж
nitу се претворил во гнев, ниту се претворил во бунт и незадоволство против сите луѓе, или не дај Боже против Бога. И тогаш ги кажа следните зборови кои што се според мене најтрагични, а во најголема мера ги одразуваат меѓучовечките односи во сечовечката заедница, особено денес. Немам човек, Господ, кој што ќе ми помогне да влезам во водите на бањата. Зборовите немам човек ги подвлекувам со црвено мастило, браќа и сестри. Тоа е главната причина за страдањата на сите страдални браќа и сестри наши. А дали има поинакви, не знам. Знам со целосна сигурност дека страда оној што грев има, бидејќи гревот е причина за болеста, а болеста е причина за смрт. Тоа Христос го знаеше, браќа и сестри. Не случајно тој нему директно му пристапи и му се обрати. Баш затоа што човек немаше тој човек. А совршениот човек во Богочовекот Христос, кој што се знае и кој што е единствен вистински познавач на тајните на човечките срца, му пристапи и му ги постави тие прашања не зарад себе си, туку зарад нас, браќа и сестри. Зашто во одговорот на расслабениот од Евангелието треба секој од нас посебно да се најде. Зарем не би постапиле исто, како сите други со расслабениот? Зар не би потрчале попарви од него да влеземе во бањата, за да се офајдиме со здравје, со задоволство, со чувство на пријатност и исполнетост? Кој би се сетил на расслабениот покрај себе? Никој, браќа и сестри. Затоа Христос му пристапи и откако чу дека тој сака да се исцели, му заповеда да стани, да го земе одарот свој и да си оди дома. И тој стана, го зеде одарот свој и си отиде. Но маките негови со тоа не престана, бидејќи завидливите души човечки, особено оние кои што беа задолжени на Бога да му принесуваат молитви и жртви во Ерусалимскиот храм, забележа дека тоа исцеление се случило во ден кога не смее да се случи. А тоа е првиот ден од седмицата, во саботниот ден. За нив Христос јасно и недвосмислено кажа: не човекот зарад времето, туку времето е зарад човекот. Не е човекот тој што ќе му служи на времето, туку времето е создадено од Бога
za da mu služi na čoveku. Takvi se vreminjata, naši stružani, mislim, neka poveki od siteja saka tova fraza. Zašto si tako? Zašto takvi bile vreminja? Vreminjata, drag moj stružanec, se takvi zato što si ti tak. Potrudi se da budeš podobar i vreminjata će stanat podobni. Amin. Završite.